Добро вечер на сите, добро дојдовте на 20-та дружба на FET Алумни асоциацијата, тоа е Сдружение на електроинженери. Постоиме од 2009 година, преку 3000 членови. Од ноември 2019 почнавме една форма на состаноци или така по-слободно ги нарековме дружби неформални, кај што е основна идеја да се запознаеме, да размениме некои искуства, да видиме до кај сме како фела и да го позголемиме интересот од факултетот кон факултетот и оно што не спојува и убавите спомени, а и можноста за социјален нетворк, за соработка. До сега имавме 19 вакви дружби, мал дел беа во живо, меѓутоа на жалост ќе се префрлиме пак на Zoom поради општата ситуација со ковидот. Посигурно некако вака за сите. Од последната дружба што беше последниот четврток со Мако Сигри до сега, можам да кажам дека ни помина првиот школски час на факултетот. Еве како информација, имаме 224 нови студенти оваа учебна година на прв циклус. Првиот час помина во живо, по групи. На жалост, поради ковид состојбата, тоа делуваше малце тажно да гледате таков амфитеатар со малце луѓе, меѓутоа, согласно протоколите, мораше се почитува тоа, така да во неколку тури помина тој свечен прв час, верувам дека сите го помните, и тоа не првиот наш контакт со факултетот и со инженерството, да кажеме на некој начин. Сега наставата се префали на Zoom и си тече најнормално. На втор циклус на постдипломски имаме запишано 39 колеги, со тоа што имаме и втор упис во февруари. Во меѓувреме на Скопскиот маратон се закитивме со златна медала, нашата женска штафета освои прво место, а мажите четврто место, така да и спортот си активен на FET. На 15 октомври го имавме Erasmus Plus денот на факултетот, во меѓувреме се тече соработка и со стопанството, имавме представници врвни од Siemens и дојдовме до нашава дружба на FET Алумни. 20-та поред продолжуваме во некој тек што го фативме оваа година, тоа е представување на инженерските здруженија, не дека тие не се знаат, меѓутоа да се запознаеме подобро, така да стартувавме со IEEE, потоа имавме предавање на професорот, почитаниот професор Димировски и на некој начин тоа беше и ЕТАИ. Потоа имавме презентација на ПЕМС и на МАК ЗЕПУ, одбележавме нивни јубилеј роден ден. Мако Сигре и дојдовме до Земак. Вака, ја кратко можеме да кажем дека Земак е Сдружение на енергетичарите на Македонија, постои, ако јас добро видов, 29 години, доста е активно и е мултидисциплинарно, да кажем, во него се и колегите од машински и машинските инженери и е доста активно здружение. Па вечева ги имаме нивните представници, да кажеме, господинот Благоја Гајдаджиски, нашиот колега, дипломиран електроинженер, председател на Земак, потоа Драган Мијалковски, дипломиран машински инженер, подпредседател на Земак, и професорот Вангел Фуштич, како што видов, председател на програмскиот одбор. Па по полека малце да направиме една кратка презентација, јас би го дал збор на колегата Благоја Гајдаджиски да каже збор-два за Земак, за неговото работење, па по полека ќе идеме потоа и со другите представници од Земак. Поведете, Благој. Ви благодарам, професоре, и ја поздравувам оваа иницијатива и мислам дека е многу добра и размената на идеите и информациите меѓу колегите кои што работат во различни компании и во различни дејности од нашата струка, мислам дека е многу корисна и дека ќе го зајакне здруженијето. Јас би кажал нешто за себе на почеток. Јас 1990 година дипломирав, значи сега во ноември ќе имам 30 години работен стаж. Најголем дел од работниот стаж го помина во електродистрибуција Скопје до 2006, потоа во Евана, во Македонија, 13 години, од кои што 1,5 година бев во Австрија во Евана. Сега сум 2 години раководител на секторот за развој и инвестиции во Елем. Имав разни усовршувања во Siemens, во RWE,
и во други програми. Зборувам англиски и германски и ете ми падна честа да јас бидам председател на Сдруженијето и благодарам на членовите што ме избраа. Ланската година направивме едно советување и сега ни е целта да направиме едно веб предавање на почетокот на декември и на тоа ќе бидеме фокусирани. И јас не би зборел за историјатот на Сдруженијето, бидејќи поискусните членови знаат многу повеќе од мене и ќе оставам да они дадат осврт за Сдруженијето, кој е, што е, каков е историјатот и какви се активностите и какви се успесите. Ама јас би сакал да позбора малце за предизвиците и за идното советување што ни следи. И би сакал да биде ова моето излагање актуелно според актуелната состојба која што е со енергетиката воопшто во Европа. Да кажеме, посебно во малите земји и посебно во југоисточна Европа. Ланската година имавме една криза со корона, на намалено производство во индустријата, на намалено побарување на електрична енергија, да цената на електричната енергија падне на 32 евра во мај и во јуни по мегават час и да имаме една интересна состојба која што не беше у тоа време непредвидлива. Ако ги погледнеме прогнозите кои што беа од пред 2-3 години, прогнозите беа дека цената на електричната енергија во идните години ќе паѓа, ќе дојде до мал пораст од тие 50-60 евра кои што беа номинални, да кажеме. Меѓутоа, после тоа ќе се стабилизира и ќе има надолна линија. Меѓутоа, што ни се случува во овие денови? Што ни се случува во последните 3 месеци? Во последните 3 месеци се случува да електричната енергија расте и тоа непредвидено. Од ден на ден се повеќе и повеќе, за да последните 2 месеци биде константа од некои си 120 евра ноќна енергија до 350 евра пик, кое што никој не можеше да го предвиди. Тоа се случува и во Европа, тоа се случува и кај нас. Европските земји со богати економии, со богати влади, со богати резерви, имаат можност да ги субвенционираат граѓаните, да го субвенционираат производството, кое што посиромашните земји и земјите во развој го нема, за жал. Беше декларирано дека обновливата енергија ќе ја замени конвенционалната енергија, посебно енергијата од јаглен и од газ, бидејќи нуклеарната енергија се прогласи како најеколошка. Се случи ситуација да германците ги уклучат сите јаглени централи и да произведуваат 50% од енергијата од јаглени централи, да купуваат од Полска јаглена енергија, нуклеарна енергија од соседните земји како Чешка, Маđарска, Словачка, а да не збориме за Франција, која што прави огромни профити од извозот од нуклеарна енергија и која што донесе одлука пред неколку дена да изгради уште 8 нови нуклеарни централи. Беше декларирано пред неколку години дека целодневната потрошувачка во одредени западноевропски земји е обновлива енергија, дека све е покриено од ветерот и од сонцето, да оваа година добиеме информација дека у првите 3 квартала у Западна Европа ветерот дува со јачина 30 пати помала од номиналната. Ако земеме предвид како западните земји ги мерат, ги прават мерењата и истражувањата, тоа не носи во некоја чудна положба да помислиме како е тоа возможно да одеднашка го снема ветерот и да се ориентираат према конвенционалната енергија.
Од друга страна, нашата земја, следејќи ги европските трендови, се одлучи за зеленото сценарио. Зеленото сценарио беше изградба на некои си 1,2 гигавати од обновливи извори и некој си транзицијски период со 2 гасни централи од по 250 мегавати во Битола и во Скопје, за да можеме да преминеме скроз во обновлива енергија. Меѓутоа, што се случи со цената на гасот? Гасот порасна од 250 евра за 1000 нормални метри кубни, кој што беше пред 2 месеци, на 1250 и не знаеме до кај ќе расте. И ние сега се наоѓаме во една многу интересна ситуација. Еве, на пример, пред некој ден читам едно интервју, старо од пред 2 години, со председателот на Европската енергетска заедница, во кое што он вели дека електраните на јаглен треба да се затворат. На кој што одредени земји му викаат: господине председателе, вашата прогноза пред 2 години беше погрешна. Он вели дека турскиот поток е нерентабилен. Сега гледаме дека енергијата на газ од турскиот поток е најрентабилна. Така да, времето е многу интересно и многу турбулентно. И јас сега би сакал да се насочам према темите кои што ќе ги предложам за идната конференција, која што предлагам да ја направиме во почетокот на декември. На конференцијата предлагам да биде тематска. Ќе се договориме во Сдруженијето да избереме неколку предавачи на одредени теми, а после тоа би можело да се развие дискусија. Темите кои што ќе ги предложам се следните. Една од темите ќе биде состојбата во Европа и во Југоисточна Европа во второто полугодие на оваа година и во првото полугодие на идната година со електричната енергија и со природниот газ. Тоа е грубо. А втората тема ќе биде ризикот во инвестициите во обновливи извори, времетраењето на инвестициите во обновливи извори со оглед на процедурите комплицирани кои што ги имаме во нашата земја, изборот на инвестиција, дали да биде тоа сопствена инвестиција, дали да биде јавно-приватно партнерство или да биде стратешки државен инвеститор. И тоа се двете теми кои што ја ќе ги предложам за советувањето. Би сакал со председателството на Земак да се договорам околу тоа кои би биле презентери на темите, а после тоа би се развила и дискусија. Така да, за почеток од мене толку, би предложил некој од поискусните колеги да даде сега повеќе информации околу Сдруженијето, а после можеме да се вратиме околу темите за идното онлайн конференција или советување. Ви благодарам за одличниот вовед, кај што баш ја нашнавте оваа актуелна тема и ни дадовте една генерална слика што се случува во моментов во светски и европски рамки. Да продолжиме со Сдруженијето, па после би се навратиле инаку практиката ни во првиот дел изборат во вените говорници, а потоа отвараме подиумот за дискусии и коментари. Па сега би го замолил, претпоставам, Благој Драган Мијалковски, потпредседателот на Сдруженијето, да каже збор-два околу самото Земак и досегашните негови активности. Благодарам, професоре. Јас ќе ширувам една презентација кратка што ја успеавме да направиме во овој период за Сдруженијето Земак. Само момент.
Дали ја гледате? Говорете. Добре, на кратки црти за историјата на Сдруженијето Земак. Напоменавте вие, професоре, на почетокот дека 29 години постои Сдруженијето Земак. Наредната година ќе биде јубилејна 30 годишнина од постоењето на Сдруженијето Земак. Стварно долг период како обстојува и се надеваме дека и долг период ќе обстои. Со наша помош и наш ангажман и на овие ентузијасти, членови на Сдруженијето Земак, мислам дека ова здружение има иднина. Сдруженијето Земак е македонско здружение на енергетичари, оформено во 1992 година и бележи еден успешен период од своето 29 годишно постоење. Својата организациона поставеност Сдруженијето има и програмско определување, го има регулирано во рамките на својот статут. Мораме да се посетиме дека во таа далечна 1992 година се создаде иницијативен одбор, на чија што идеја и иницијатива се формира Сдруженијето Земак, Сдруженијето на енергетичари на Македонија Земак, и би ги споменале оние најзаслужните. Првата постава на Сдруженијето Земак, кој што благодарение на нив е оформено во Сдруженијето. Тука е дипломиран машински инженер Александар Томовски, он е прв председател на Сдруженијето. Кон членови на председателство во првиот тим на Сдруженијето Земак. Исто е дипломиран електроинженер Михајло Толевски, дипломиран кибернетски инженер Гаврило Гавриловски, дипломиран инженер Душан Илиовски, дипломиран инженер Глигор Мицајков, доктор Димитар Хаджимишев, дипломиран инженер Борче Мартиновски, дипломиран инженер Евто Наумовски, дипломиран инженер Славчо Славевски, дипломиран инженер Никола Коповски и дипломиран инженер Михајло Костовски. Како и на генерациите кои го сочинуваат и поддржуваат Земак низ сите овие изминати години од неговото формирање па до ден денешен. На сите овие им благодариме за успешното втемелување на Сдруженијето на енергетичари на Македонија. Низ целиот период на своето постоење, активностите на Земак се темелат на концептот преку јавен настап, научни трибини, сесии, советувања, симпозиуми и меѓународни конференции, непосредно да помага и учествува во согледувањето, анализата и креирањето на енергетската сфера на Република Македонија. Поради тоа Земак секогаш е носел и ќе носи одговорноста на перманентен задвижувач, промотор и иницијатор во решавање на значајни енергетски прашања и предизвици, кои директно или индиректно се поврзани со развојот на економијата на нашата држава. Во досегашниот период од своето постоење, огромен е бројот на активности кои што ги има реализирано Сдруженијето, и тоа е сите овие активности, меѓународни конференции, симпозиуми го дават оној имидж, белег на самото Сдружение. Во досегашното постоење Сдруженијето има организирано не од прилика, туку точно 31 настан од профилот на меѓународни конференции, советувања, тркалезни маси и јавни трибини. Тука би ги напоменал некои од овие позначајните меѓународни конференции, јавни трибини, советувања што Сдруженијето Земак во досегашниот период ги има одржано. Во далечната 1992 година енергетиката во Македонија денес и утре, актуелно во енергетиката на Македонија во 1993 година организирано советување од страна на Сдруженијето Земак, кочанскиот геотермален потенцијал, енергетски системи во Југоисточна Европа, користење на јаглените во енергетиката, оплеменување на цврстите горива, производството и примената на нафтените деривати, реконструкција и напредување на применетите решенија во геотермалниот систем Брегалница, топлификациони и когенеративни системи во урбаните средини и индустријата. 4 е енергетика, ефикасност, екологија, економија. Рек Битола, перспективите како енергетски стожер на Република Македонија, перспективи, место и улога на ТЕЦ Неготино во електроенергетскиот систем на Република Македонија и пошироко во идниот балкански регионален енергетски пазар. Генерално и актуелни теми
што и денеска се навраќаме на нив, биле на времето како теми за разгледување на овие советувања. Современи енергетски трендови во металургијата, можности за енергетско искористување на јагленовите наоѓалишта во Мариово со јамска експлоатација. Стратегија за развојот на енергетиката во Македонија за период 2008-2020 со визија до 2030 година. Можности за енергетско искористување на јагленовите наоѓалишта во Неготино, Мариово со јамска експлоатација. Членството на Земак представува, тоа е неговата моќ. Сите членови на Земак воедно се дел од назначените образовни, научни и државни институции и исто така дел од повеќе енергетски компании кои се главни чинители на енергетиката во нашата заедница. Ова една слика може да видите фотографија од меѓународното советување на енергетика. Ова се дел фотографии од тркалезните маси, меѓународни советувања, конференции, јавни трибини организирани од страна на Сдруженијето. Јас мора да се вратам една страна. Да, добро. Во рамките на Сдруженијето Земак континуирано излегува списанието Енергетика 5 пати годишно и представува издвореден медиум за добивање информации и запознавање со редица новитети од областа на енергетиката. Списанието Енергетика представува икона и бренд на Земак, за кој најзаслужен за неговото излагување треба тука да се напомене и прочем и за одржување и за обстојување на Сдруженијето Земак и нејзиниот најупорен презентер и главен уредник, дипломиран инженер, за жал го не е повеќе помеѓу нас, Зоран Божинкочев, кој даде посебен белег имидж на Сдруженијето Земак и на списанието Енергетика. Во досегашниот период од печат излезени се вкупно 128 изданија. Земак секогаш е носел и ќе носи одговорноста на перманентен задвижувач, промотор и иницијатор во решавањето на значајните енергетски прашања и предизвици кои директно или индиректно се поврзани со развојот на економијата во нашата држава. Земак преку трендот на експоненцијален развој со право го носи епитетот на мултидисциплинарно здружение кој резултира од комплексниот карактер на сите сфери офатени под енергетиката. Напомена и професорот, значи не разгледуваме ние само, не е тема на здружението и не членуваат во здружението само електроинженери, не е само електричната енергија предмет, туку тука е офатено делови од машинството, екологијата, генерално се што спаѓа под енергетика. Земак своите активности ги подрели кон најактуелните проблеми на енергетскиот сектор, во чија реализација голема поддршка има и од сите релевантни компании и образовни институции во Републиката, и кои преку назначување на своји членови активно учествува во одењето на Земак. Би ги напоменал како главни помагатели, спонзори и виновници, наводници компании кои со чија што помош обстојува Друженијето Земак. Тоа се АД СМ Електрани на Северна Македонија, Максил АД Скопје, ЕВН, Окта Рафинерија на нафта АД Скопје, МЕПСО, ФЕИТ факултетот, Машинскиот факултет Скопје, Технолошко-металуршкиот факултет од Скопје. Бројни се институциите кои во рамките на своите можности секогаш давале поддршка кон сите досегашни активности на Земак. Тука е Министерството за економија, Министерството за образование и наука, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за транспорт и врски, МАНУ, Стопанската комора, Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје, Универзитетот Свети Кирил Охридски Битола, Универзитетот Гоце Делчев Штип. Исто така не е мал бројот и на компании, од кои посебно би ги издвоиле Монтинг енергетика Скопје, Раден Кончар сервис и поправки, Рударски институт енергетика Скопје, Технолаб, Огноотпорно Скопје, Генг, Тимел проект Скопје, Мак Петрол, Топлификација, Гама и бројни други, кои редовно преку разни форми изнаоѓале простор да го дадат својот допринос кон реализација на бројните активности на Сдруженијето Земак. Повторно некои фотографии се прикажани овдека од
одржувањето на меѓународните конференции, од јавни трибини. На горните слики може да видите, тоа е прославата на Сдруженијето Земак и доделување на плакети на заслужни членови и еминентни стручњаци во полето на енергетиката во Република Македонија. Значи, на 20 годишното постоење на Сдруженијето Земак, јубилеј беше на по 20 години. И ова последнава фотографија е направена на последната меѓународна конференција во Охрид 2018 година. И за жал, минатата година, иако успешна меѓународна конференција одржавме, не беше со физичко присуство поради условите од пандемијата. Меѓутоа, ова беше последна 2018 до сега меѓународна конференција со физичко присуство и се надеваме дека наредната година ќе имаме можности и простор да го одбележиме 30 годишниот јубилеј од постоењето на Сдруженијето Земак. Толку би додал за историјата на Земак. Одлична презентација. Ви благодарам. Одлична презентација. Ти честитам, многу е добра презентацијата и мислам дека е сеопфатна. Ја исто го деламе вашето мислење, му благодарам на колегата Драган кој што ни даде одлична слика за досегашното работење, што фаќа се Земак, што има сторено и дека навистина е мултидисциплинарно и го поврзува сите чинители околу оној фамозен и многу јак збор енергија. Воедно, списанието енергетика ние го споделивме денеска на нашата Facebook страна, да се запознаат луѓето кои што членуваат на таа Facebook страна и разгледувајќи го навистина опфаќа доста теми и ја го препорачувам на сите што имаат можност да ја посетат и вашата веб страна и да ги видат овие списанија кои што навистина се еден убав опфат на повеќе теми од таа проблематика. Сега му дам збор на професорот Вангел Фуштич да ни каже дел од неговото учество многу богато и содржајно во Земак. Поведете, професоре. Благодарам, Тони. Поздрав до сите колеги. Јас после овака убава презентација навистина многу малку ми останува да зборувам за историјатот и она што е карактеристично, меѓутоа ќе се обидам да појаснам одредени работи што се битни за факултетот, посебно за ФЕИТ алумни, и да кажам она што сметам дека е битно за работењето на Земак од аспект на неговата дејност. Прво, она што беше ориентација и идеја на Земак е да биде активен чинител и учесник во трендовите на енергетиката во нашата земја и општо. Меѓутоа, факт е дека артикулацијата на се она што се заклучуваше на одредени советувања и така натаму немаше соодветен слух, соодветно пошироко. Сега, кои се причините за тоа да не навлегуваме понатаму, меѓутоа очигледно беше дека решавањето на енергетската политика потребно е да биде, како да кажам, комплексно, односно како што беше и она што е идејата на Земак, да се занимава со комплексна енергетика, односно да на едно место ги собере стручните кадри од енергетика од сите можни профили, така да тука се машински инженери, рударски инженери, хидроинженери и така натаму, електроинженери, затоа што било кој проект кој што е од енергетиката неминовно води до еден комплексен тим составен од сите профили кои што може да придонесат во таков еден проект. Така што и идејата на Земак е да се ориентира кон таа комплексна енергетика, односно да
на некој начин ги вклучи и ги спои на едно место сите чинители во енергетиката за поуспешно справување, информирање за нивните меѓусебни проблеми, за можностите како тие да се надминат и соодветно на тоа Земак превзеде една иницијатива да организира симпозиуми благодарение на активните членови претходно како што беа Зоран Божинкочев, Христо Јаневски, Драган Мијалковски, еве претходниот председател на Земак, при што нашиот факултет посебно даде поддршка, односно Институтот за електрични централи и разводни постројки е целосно вклучен во Земак и веќе уназад неколку конференции, мислам, ние сме, како да кажам, еден од главните столбови за да можат овие конференции да се одржат на едно комплексно ниво кое што ние ете така повеќе го замислуваме да биде еден собир на инженерите од сите профили кои што може да дадат свој придонес во енергетиката. Така што ова е насловната страна, еве гледате тука од зборникот енергетика, него можете да го симнете од веб страната на zemak.mk и имате линк таму, слободно можете да го превземете и да го видите овој зборник од минатата конференција Енергетика 2020, која што беше навистина една успешен обид во едни вакви услови да организираме ваква една конференција, при што имавме повикани предавања и се трудевме да што можеме да бидеме поактуелни во однос на случувањата моментално кои што се и кај нас и во Европа, а во тематските содржини на трудовите кои што беа нели како тематски содржини за конференцијата беа енергетски стратегии, енергетски системи, обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност и смарт гридс, управување, мерење и заштита во енергетски системи, животна средина, безбедност и при работа и професионален ризик, проектен менеджмент и економика на енергетски системи и реализирани планирани енергетски проекти. Така што сите тие трудови што беа презентирани се поместени во овој зборник и може слободно да видите, да добиете некоја си информација за тоа. Тука се пленарната сесија беше, кај што е председателот на Земак имаше воведно излагање во однос на одредени развојни проекти и така натаму, значи како повикани предавачи учествувавме на пленарната сесија и понатаму нели во зборникот се сите трудови. Она што е интересно, што би сакал да го спомнам, дека часописот Енергетика во своите изданија, тука е првиот број на Енергетика, гледате први 92 година, се трудеше на некој начин да покрај тоа што се печатеа трудови од наши професори и колеги кои што сакаат да објават трудови, и список на дипломирани студенти на ФЕИД кои што дипломирале во претходниот период. Така на некој начин и пошироката јавност можеше да биде информирана околу тие прашања. Нормално беа и од машински, меѓутоа она што јас знам дека тие списоци ги дававме на колегата уредник кој што Божинкочев кој што ги поместуваше во зборникот во часописот Енергетика. Така што идејата на Енергетика како часопис беше на еден популарен начин да направи еден спој помеѓу популарноста на енергетика или популаризација на енергетиката и научното истражување во енергетиката, придонесите во енергетиката, развојните проекти во енергетиката, одредени дилеми и конфронтации кои што може да се случат тука, дискусии во однос на сето тоа и така. Така што она што е интересно да поедини автори има соодветна храброст и да ги презентираат своите трудови. Храброст зошто? Храброст затоа што сепак енергетиката е многу комплексна, задира во сите сфери на општеството. И она што е исто важно дека како Земак ќе обстоиме на тоа да водиме сметка не само
на производството на електрична енергија, да кажеме инженери или компании кои што се во дејност на производство, туку и на потрошувачите, на преносниците на енергенси. Така што таа комплексна енергетика, која што практично е сложен процес, еве и председателот како што ги напомна тие дилеми кои што треба да ги ние дискутираме, не може да ги дискутираат само електроинженери, така што нормално дека еден поширок круг на профили тоа ќе го дискутираат. Така да благодарам на можноста да кажам одредени аспекти, чисто како дополнување вака и врска на Земак со факултетот, значи ние ќе продолжиме и натаму активно да учествуваме во поддршка на Земак како факултет, односно Институтот за централи и постројки особено. И се надевам дека ќе бар на некој начин и нашиот факултет ќе придонесе за да ова стане можност да се артикулират мислењата, знаењата и тенденциите во енергетиката денеска, особено во овој транзиционен период на технологија, каде што се оди во една дигитализација, апсолутно промена, кај што нашиот факултет, не само ние како Институт за централи и постројки, туку и другите институти на факултетот може да дадат својот придонес и вклучени се во темите на советувањата кои што ги организираме. Ви благодарам многу. Ви благодарам, професоре, на вашето обраќање. Ние доловивте во попълно сликата на дејноста и на работењето на Земак, посебно и на делот на конференциите што се организираат, и на енергетиката, списанието. За оние што подоцна се приклучија, ова е 20-та дружба на Фейт Алумни. Вечера се дружиме со Земак, до сега се обратија неговиот председател, колегата Благој Гајдаџирски, подпредседателот Драган Мјалковски и професор Вангел Фуштич. Нашиот вообичаен тек на овие неформални дружби е да постави воведни обраќања, го отвориме подуимо за дискусии, коментари, па повелете од присутните кој сака да се јави за некој коментар, мислење, размислување на темата. Тони, ја би сакал да се јавам малце да дополнам ја нешто, Повели Ристо. Добро, еве, јас колегите пред мене опфатија баш на еден убав начин го представија Земак. Значи, толку многу активности настани што навистина треба денови за да може да се испрезентира што се случувало по сите тие симпозиуми, дружења и слично. Рековме, масовноста е нешто што го одликува Земак како здружение. Во тоа представува една синергија на стопанството, образованието, тука е Македонската академија на науките, странските инвеститори, значи една таква синергија што овозможува навистина да се спрегнат сите оние сили за да може да се разговара баш за оние енергетски теми. И можам да ви кажам дека е одлично искуство на сите тие симпозиуми, навистина имало издржани дискусии, издржани предлози, како што рече професорот Фуштич, за жал многу од нив не биле ни разгледани сериозно од тие што требало да ги разгледат, меѓутоа во секој случај она што го краси Земак е таа негова компактност. Јас само на кратко да додадам дека јас бев председател во времето, баш во она време кога беше јубилеот 20 години. Еве додека зборам, имам една најдов од тие тони материјали што ги имаме. Еве да би сакал да ви представам некои од тие денови. Дали ја гледате? Не го гледаме материјалот. Сега е окей. Еве го почнуваш. Добро. Додека збораме, еве баш само да убаво е некои од тие постарите колеги да видат што се случуваше по тие симпозиуми, некои личности, познати фаци што би рекле. Значи јас во тоа време бев председател и имав таа привилегија и чест да
за време на моето претседателствување да се одржи и меѓународно советување, а исто така и големиот јубилеј 20 години. Така да овие се само некои од тие настани што се одвивале. Сега зборувам за периодот од неговото настанување па до 2012 година. Тука се дел од нашите колеги. Овие се тие настани дружење најчесто во прекрасниот Охрид. Имавме и неколку и во Струга, меѓутоа претежното Земак се одржувал во Метропол. Гледате уште некои од тие колеги. Можете завистина и од овие фотографии се гледа колкава била масовноста и колкав бил квалитетот, мислам, спрема учесниците што биле присутни. Гледате, тука се присутни најразлични профили на енергетичари од стопанството, од образованието. Она што ми беше исто битно да го споменам, дека на таа 20 годишнина исто така се дадоа и неколку битни награди, се одбележат тие 20 години. Се надевам дека до година на 30 годишнината повторно ќе имаме време да наградиме и што се вика оние најзаслужните кои во подоцнежниот период доста придонесоа. Пред себо можам да ви прочитам, еве пред мене ја имам и онаа агенда за наградите што се доделува. Имаше награда на Сдружение на енергетичари на Македонија за значаен придонес. Тука беа Димитар Хаджимишев, Владко Чинговски, Илија Хаджидаовски, Ристо Јаневски, Божин Стојчевски, Јасна Давидовиќ, Магдалена Трајковска, Илија Спировски, Славе Арменски, Вангел Фуштич, Дончо Коевски. Понатака имаше награда на Сдруженијето на енергетичарите за придонес од основање и реализација на програмски активности. Тука беа Михајло Толевски, почитување од професор Томе Бошевски, Антон Чеушевски, Илија Андонов Ченто, Ангеле Димовски, Гаврило Гавриловски, Благој Андреевски, Боро Рутевски, Константин Димитров, Глигор Каневче, Љупчо Гаштеовски, Јован Адамовски, Киро Црцаревски, Благоја Блажев, Борче Андреевски, Радомир Цветановски, Доне Ташевски, Сотир Пановски, Славчо Алексовски, Атанас Илиев. Понатака имаше награда на Сдруженијето за голема донаторска активност како значаен придонес за одржување на сите овие симпозиуми. Тука беше господинот Минчо Јорданов од АД Макстил, АД Елем Електрани на Македонија, Топлификација, Окта рафинерија, Ева на Македонија исто така. И исто така награди се доделија за донаторско-помагателска активност на повеќе компании што го поддржува и се уште го поддржува Земак. Тука се Мепсо, Раде Кончар, Рударскиот институт, Монтик енергетика, Рударска институт АД Скопје, Огноотпорно ДОО, Технолаб, Првомајска, Завар, Геинг и многу други. Така да целта сега не ми беше да набројувам, дека ми простат сите што не можам да ги набројам по некои различни основи, меѓутоа ми беше целта еве да се вратиме малку назад, да ги спомнеме и тие членови кои што беа доста активни, а се разбира во времето што доаѓа, сите очекуваме дека Земак повторно ќе продолжи по истиот пат, затоа што предизвиците што биле и тогаш и сега можеби се исти, меѓутоа некои од нив сега се поизразени, а други помалку изразени. Обично на секои 10-15 години доаѓа една криза. 2007 имавме со гасот, еве сега имаме повторно со гас, со електрична енергија, така да сите тие предизвици се многу добар материјал за членовите на Земак да разговараат, да даваат идеи и решења за нивно решавање. Јас еве толку на кратко, сакам да оставам време и за другите. Ви благодарам. Ти благодарам многу, Ристо, на убавата до потсеќање на историјата на Земак и до представувањето на ширината и на мултидисциплинарноста на Земак.
кај што се гледа дека од различни, буквално различни профили луѓе членували и активно работеле. Некој друг, повелете, Климе? Презентацијата, одговорниците беше прекрасна за Сдруженијето. Пред да преминиме на оние актуелни теми што сите сметам дека можда имате и по некое прашање да постават поради ова состојбата денеска со енергетиката, во енергетиката односно. Како се станува член на ЗЕМАК? Тоа ќе ги интересира можда некој тука и некој што ќе прават преглед на ова видео. Исто, каква е вашата врска со факултетот во однос на ангажирање на млади кадри, помош на младите кадри и нормално можда некоја соработка со одредени катедри или секции, сектори на факултетот електро или машински, без разлика, или било кои други факултети. Благодарам. Повелете. Може да одговори. Јас ќе одговорам. Значи, за да се постане член на ЗЕМАК нема некои си предуслови. Имаме на самата веб страна пристапница за членување во Сдруженијето ЗЕМАК. Сите оние ентузијасти и љубители на енергетиката може да станат членови на ЗЕМАК. Така да не е важно, мислам, нема некој критериум дали е вработен или не е вработен некој од инженериве, од кадарот кој што се занимава во делот на енергетиката, додека во делот на привлекување на млад кадар, на студенти, повеќе тука би му дал, ако се сложува, на професорот Вангел Фуштич, што е благодарение на него големе, исто така и да не го испуштам и професорот Игор Шешо, значи големе интересот кај младите студенти, така да со нивна помош на овие меѓународни конференции голем број од студентиве се и учесници, односно ги пратат овие настани на самото здружение. Така да може би професорот Вангел ќе сака да даде некој си вовед, бидејќи најголема заслуга има и он за афирмација на здружението меѓу студентите, посебно на ФЕД факултетот. Благодарам, Драган, и благодарам на прашањето. Како и сега и другите колеги може да се вклучат во другите факултети. Значи, ние се трудиме колку што можеме како да кажам, како професори да ги анимираме студентите да имаат одреден интерес кон енергетиката. И меѓутоа, како што може да се види дека интересот е повеќе насочен кон новите технологии, кон информатиката, а од аспект на енергетиката имаме посебно голем интерес во последно време во однос на обновливите извори на енергија, што е веројатно и нормално. И на нашиот факултет имаме прилично студенти кои што одат на насоката обновливи извори на енергија, што е многу позитивно и добро, затоа што на некој начин се дел од и енергетиката, ќе бидат дел од енергетиката кај нас. Но факт е дека во самото активно учество на ЗЕМАК, на конференциите и како трудови, учествуваат 500 студенти кои што се од насоката електроенергетика, управување и менеджмент, односно кои што слушале она хард енергетика, така да наречам повеќето, и они се активни учесници, поддршка даваат во однос на како да кажам, одржувањето на конференциите, логистика и слично, и меѓутоа тоа нормално дека тоа може да биде и поголемо. Инаку нормално дека она што е прашањето беше насочено, претпоставам, повеќето да
дали Земак на некој начин спонзорира, помага млади кадри во однос на нешто стипендирање или така натаму. Меѓутоа, тоа секако се случува затоа што енергетските компании кои што се активни чинители во Земак и активни субјекти даваат стипендии на колегите од нашиот факултет, посебно тука би ги навел енергетските компании, компанијата Окта исто така, така што нашите студенти се интересни за енергетиката во Македонија. И на некој начин самото тоа што Земак промовира енергетика како еден линк помеѓу сите овие профили, можноста да нашите инженери се вработуваат и во компании кои што не се чисто електроенергетски, да ги наречам, како што е ЕСМ, МЕПСО, Евана и така натаму, туку напротив, компании кои што се занимаваат и со друг вид на дејност, кај што се исто неопходни, тие наоѓаат вработување. Благодарам. Благодарам. Ви благодарим на убавите објаснувања и во однос на членувањето и можното за членување. Патуваме еден повик до сите што се заинтересирани за членување во Земак да посетат нивната веб страна и да се приклучат кон ова здружение. Аз знам дека соработката со факултетите, посебно со нашиот ФЕИТ, и со машинскиот од моите познавања и од порано беа доста активни, сеќавам од сликите ме потсети професорот Арменски, потоа професорот Константин Димитров, го видов на тие фотографии што ги презентираше Ристе од Миле минатото. Димитровски. Миле Димитровски, не го заборавам, да, така да тие два факултета, значи се вака малце поактивни во неговото работење. Некој друг за прашање, коментар? Ако има прашања, јас во позадина би сакал да шерувам некоја слика од 20 години постоењето на Земак, од обележувањето на 20 годишнината на Земак. Не би требало да му пречи на некој доколку има прашања. Јас Тони само би додал нешто, пошто професорот Фуштич и малце прескромно кажа за себе колку е неговата улога. Не е само ентузијазмот тука во прашање, ја можам јавно ќе кажам дека јас со професорот Фуштич е првиот виновник зашто ја го напишав мојот прв труд во Земак и тогаш на некој начин со негови методи, он има баш добри методи да го натера и студентот и све за да почне да има тој филинг да осети кога некој сака да се занимава со енергетика и слично. Меѓутоа, од друга страна, голема е улогата и на професорот Фуштич и на сите овие професори од машинскиот факултет и од сите места, тоа што они знаат да им пренесат на студентите и многу е битно како треба да го напишат тој труд, како да пишуваат трудови по вакви списанија, како да ги објавуваат, на кој начин, на што да обрна внимание, така да тоа е навистина една школа за секој млад студент да може да почне да се занимава со енергетика, да се занимава со научно-истражувачка дејност и слично. Ти благодарам, Ристо. Гледаме тука фотографии од 20 годишнината. Јас би сакал чисто да го прашам Благоја колегата, он го почна и ова негово обраќање со состојбата во Европа, моментално со енергијата и со енергетскава, да кажам, ситуација на некој начин. Па вака на кратко што се случува кај нас и како се справуваме ние во овој момент, на кратко од прва рака, да кажеме, бидејќи баш доаѓате од АДСМ. Што во моментов се случува кај нас? Ново прашање. Па јас ќе пробам да одговорам на ова прашање.
Јас видов една фотографија на професорот Фуштич, на професорот Атанас Илиев, професорот Чаушевски и професорот Томе Бошевски. И ете таа Еве ја сега, фотографија. да. Баш сега. Нашата иднина може би е у small nuclear reactors. Како што прават канаѓаните, русите, британците и американците, нуклеарни реактори од 60 до 100 мегавати, за кои што е потребно минимално грење, кои што ќе можеме да ги поредиме низводно по Црна и по Вардар, за кои што нема да биде потребно многу вода, за кои што следните 15-16 години ќе створиме кадар и ќе створиме сите еколошки и други услови. Јас мислам дека тоа ќе биде, на тоа треба да размислуваме и можеби тоа ќе треба да биде една од темите на наредните дискусии, советувања и трудови. Второ што би сакал да кажам, што не е директен одговор на вашето прашање, како и првото што не е одговор на вашето прашање. Германците пресметале дека еден електроинженер со завршен факултет и да кажеме 1 до 2 години искуство на работа, ја кошта државата и семејството $500,000. Ние такви деца ги праќаме. Ние ги праќаме децата што ја коштале државата толку многу. Значи, ќе мораме да мислиме и на тоа, и тоа сериозно треба да се направи стратегија за тоа прашање. И би требало паметните луѓе да дадат и одговор на истото прашање. Околу состојбата кај нас состојбата е многу, како да кажам, комплицирана. Комплицирана од аспект дека ако, например, од рудниците во Битола потребно било да се извадат 4 тони јаловина да се ископа 1 тон јаглен, сега ситуацијата е дека треба да се ископа 10 тони јаловина да се ископа 1 тон јаглен. Значи, трошоците за ископ се многу скапи. Трошоците за механизација се многу скапи. Ако калоричната вредност на јагленот бил 1700-1800 килокалории по джул, сега 1400-1300. Ако кажеме дека ради разни причини необјасними у цивилизираниот свет за осломи не може да се добијат концесии за понатамошна експлоатација на сопствен јаглен, ќе биде малце чудно, меѓутоа, тоа е исто така проблематично. Треба да кажеме дека имаме 2 релативно сушни години у минатиот период, кои што ни предизвикуваат проблеми. И на крај, ако земеме дека опрема имаме, ако 78 година е пуштен Осломеј, 82 година првиот блок Битола, после 1-2 години поред одат следните блокови, значи имаме опрема која што е 40 и повеќе години стара, некој пат добро ремонтирана и ревитализирана, за жал последниот та ревитализација со Бабкок Балфингер катастрофално лоша од 2012-2014 година. Така да, у секој случај ние треба да се осврнеме према инвестициите, према брзи инвестиции, према наоѓање на решение да имаме да имаме само еден партнер, да имаме повеќе партнери во развојот и да стигнеме до стабилност во напојувањето во следните неколку години. Ви благодарам на малото доловување на актуелната состојба и малце појасно. Јас верувам дека
дека Земак, дека не само Земак, него сите чинители во енергетската ситуација, посебно луѓето од индустријата со искуство, луѓето од научната фела и генерално инженерите ќе најдат решение и нивните решенија ќе се применуваат за понатаму да сме спремни да се справиме со вакви состојби. Некој друг за коментар, размислување? Ја би додал само во насока на ова што го спомна и председателот. Значи, треба топ приоритет на нашата држава да бидат инвестициите во енергетиката. За жал, во изминативе години, од осамостојувањето на Македонија па до ден денешен, може на прсти да се набројат овие инвестиции во енергетиката. И не само во енергетиката, туку и стратешки, треба да се користат и оние алтернативи што ги имаме, се со цел да се намалат главните енергетски суровини, тоест да бидеме енергетски ефикасни, бидејќи тоа нели денеска е број 1 како да секоја домаќинство, секоја компанија да биде енергетски ефикасна. Многу малку се направи во изминатиот период во развојот на гасната мрежа, во дистрибуцијата. Имавме исто така теми и дискусии на овие меѓународни конференции. Еве за пример ќе ги земеме новите објекти, стамбени објекти кои што се градат. Некако сите оние чинители што се вклучени во изградба на објекти, дали се архитекти, машински инженери, електроинженери, некако имаме голем број на нови згради каде што воопшто нема ни инсталирано топловодна мрежа, нема инсталирано гасна инсталација, а сакаме ние да бидеме ефикасни, енергетски ефикасни. Значи, некои мали работи може да направат големи чекори. И на тој начин ќе има големи заштити, ова што го спомна и председателот, во делот на потрошувачката на електрична енергија, бидејќи таа потрошувачка на електрична енергија ќе се замени со други енергенси, така да ги наречем. И тука Земак давал и ќе дава и во иднина поддршка, идеи како сето тоа да се подобри. Меѓутоа, треба да има и слух од двете страни. Од сите страни. Фала, благодарам. Благодарам, Драган, одлично до објаснување. Па и тоа е целта на сите овие, можеби наши дружби, на поголема запознавање меѓусебно на сите инженери и на сите здруженија што постојат и малце наше ојачување да искуството, ќе повторам, науката, инженерството генерално, малце посериозно и појако, да кажеме, тропне на некој начин, во наводници тропне со своите идеи и предлози и да се тие применат од иднината брзо доаѓа. Додека другите размислуваат, дали може само нешто да додадам? Повелете сега. Тони, додека размислуваат другите што да прашаат. Значи, нема да зборувам сега за како што во однос на решенијата, сакам само нешто да кажам дека самата филозофија на размислување веќе во енергетиката не може да биде иста како пред 10, 15 или 20 години. Светот е многу променет. Значи, таа промена во сите сфери, а посебно задира во енергетиката, затоа што таа е како да кажам, прва ги чувствува сите тие промени, затоа што е линк помеѓу стопанството во секој сегмент. И таа филозофија на разбирање денеска на промените кои што се случуваат во енергетиката и тоа предвидувањето, и оваа тема баш ми се допаѓа втората што предложи председателот, да се менаџира на некој начин или да се согледа ризикот во енергетските идни стратегии, да речеме, што се водат, е голем предизвик. Значи, основно е сега како да преживееме 40 години, додека фузијата, според Макс Планк, така вика, дека за 40 години ќе има, па од песок ќе правиме енергија, нели?
се надевам дека да издржиме до тогаш дели работата. Значи од тој аспект сметам дека треба комплетно да разбирањето на енергетиката и проблемите биде сосема според друга филозофија, според она како светот тоа го диктира и се случува. Иако ние сме мала земја и можеме тоа другше да го организираме, сепак сме дел, ако не друго, во интерконекција сме со другите земји во системот и тоа се чувствува и кај нас многу. Тамо кратко мало да објаснувам. Благодарам. Ви благодарам. Јас верувам дека кога ќе организирате вашата следна конференција, ќе ја споделиме ние во нашите канали на информирање на Фет алумни и ќе присуствуваме на истото на свој начин. Ако нема некој друг нешто да каже, јас би ви се забавил. Да, повелите. Ако може само кратко, уште една работа. Во врска со потрошувачката на енергија, дали може да ми кажете во однос на порано, кога имавме ајде да кажеме стари светилки, поинакви потрошувачи по енергетски неефикасни и сега одиме на енергетски ефикасни потрошувачи. Дали може да се направи некоја споредба, дали порано повеќе трошевме електрична енергија или сега со LED диоди, со по-слаби потрошувачи имаме помала потрошувачка. Во зависност од одговорот, прашањето е дали имаме во денешно време кога треба изгледа да штедиме енергија, некој апел до луѓето, каде треба да внимаваат и на што треба да внимаваат за да помогнеме за време на енергетската криза пред се. Можам јас да одговорам? Секако. Дел, да речеме, можем. Вака, Климет, што да ти кажам, ја мислам дека ледот и тоа осветлување е само еден мал дел. Потрошувачката во Македонија на електрична енергија првенствено највише зависи од нашето стопанство. Кога зборам за нашето стопанство, пред тука зборам за Фени, Макстил, па до некое време кога беше Јагуневце, значи тие комбинати и тие големи компании толку големо количество на струја трошат во зависност од своите бизнис планови и тие диктираат уствари потрошувачката на електрична енергија. Така да потрошувачката на електрична енергија е тесно поврзана со бизнис заедницата, односно со овие големи енергетски компании кои што работат. Кратко само. Благодарам. Тоа е тоа. Еве, јас би сакал да одговорам. Би сакал да дам една споредба, например. Целото електрично осветлување на Скопје, на град со 600.000 и 700.000 жители, например, тоа беше еквивалентно на производството на централата матка, која што имаше 3 генератори со по 1,6 мегавати. Треба да рачунаме дека сите 3 не работеа нон-стоп. Тоа беа негде околу 1,6 до 2 гигават часи електрична енергија, да кажеме на крајот на 90-те години. Тоа не е за потценување, значи одењето према штедливи светилки и према енергетска ефикасност и така натаму, сигурно не е за занемарување. И треба понатаму да се работи на тоа поле. Меѓутоа, се слагам со Ристо дека тоа е многу мал дел во однос на купната потрошувачка. Благодарам. Ви благодарам на објаснувањето. Јас само едно прашање имам вака до Сдруженијето. Колку вас како Сдружение, пошто сте собрани све професори од оваа област, колку државата ве консултира при носење на стратегија
за напредок понатаму и развој на државата во оваа област? Дали воопшто вашиот глас се слуша? Јас ќе пробам да одговорам. Сигурно се слуша. Сигурно се слуша не само преку материјалите, преку рефератите и преку извештаите од советувања, него преку личните контакти, преку состанците што се имаат, така да сигурно се слуша. Меѓутоа некој партнерски однос да до сега е воспоставен, да мислам дека нема. Што Затоа во мислев, иднина ќе да. треба во иднина ќе треба да размислуваме да имаме еден партнерски однос. И еве јас би една од темите која што мене ме боли денеска имав такви проблеми за решавање. Нашиот закон за градба е најлошиот закон за градба во Европа. Грците донеле одлука дека за странски инвеститор кога сака да гради или за домашен, кога сака да гради фотонапонска централа со поголем капацитет, државата е должна да му ги обезбеди сите дозволи за 6 месеци. Кај нас тоа не функционира. Кај нас треба 2 години. Може и повеќе. И еве можеби би се нашле некои членови од здруженијето кои што би помогнале на оваа тема како да го најдеме правиот начин да планираните инвестиции бидат завршени побрзо. Благодариме, наштавме интересни теми и насоки за размислување. Може ли малку да ја одговорам на Секако. Ана? Па, генерално прашањето е не. Меѓутоа, државата има преку така своји преку формите на стратешки развој, има стратегија за развој на енергетиката. Која стратегија на развој на енергетиката обично се изработува во МАНУ и таа стратегија на енергетика се имплементира понатаму, нели? Сега како и кога се тоа ажурира и како тоа се менува, нели, тоа е веќе соодветно на политиката која што се води на ниво на државата. Така што сега таа стратегија дали е како да кажам решение или дали е се исполнила или не, тоа е веќе друго прашање. Не, тоа ми е поентата, вака што формираме разни здруженија од разни области, па еве и алумни, можда треба идејата да биде во тој правец малце гласот на овие здруженија да биде погласен и да допринесуваат, да речеме, инженерите, секој во својата област, нели, да бидат слушнати и да се бориме за некое место погоре како позиција во државата, а не да сме некако на маргините, ајде да кажам. Тоа не зависи од нас. Јас би додал тука и Ристо е во тек повеќе со тие активности. Сите здруженија нели се членки на Инженерската институција на Македонија, така да преку Инженерската институција во Македонија може сите заеднички на нареде некој од состануција да го покренеме и ова прашање. Да, одлична сугестија. Точно таа е како капа што не обединува сите здруженија и тоа е добар начин за делување. Ако немаме нешто друго, некој друг коментар, јас полека би превршил оваа дружба, мислам дека успешно го представивме здруженијето Земак, се запознавме и начнавме некои актуелни состојби со енергетската ситуација во Европа и кај нас, подискутиравме за некои идни насоки на делување. Јас би сакал, еве, унапред да ви го честитам до година 3 децении од вашето постоење, уште многу успешни да имате години на работа. Пожар до сите, благодариме што дојдовте. Се гледаме во некоја друга прилика, ако може само да ги вклучите камерите, едно family photo print shot да направиме, скриншот или како да го крстиме.
Ајде пака Окей. погрна светот. Ви благодарам. Ајде еден скриншот сега. Благодарам уште еднашка. Имајте убава вечер, чувајте се. Поведете на следната наша 21 дружба која што ќе биде последниот четврток во ноември и секој добро. Ви благодарам и на вас на одличната организација. Интересни беа многу темите, така да не одржува во кондиција и тоа е добро. И еве сега уште у текот на утрешниот ден јас ќе се слушнам со Драган, со Ристо и со професорот Фуштич за да ја планираме организацијата на овој веб конференцијата која ќе ќе одржиме на почетокот на декември. Поздрав. Одлично. Поздрав, убава вечер. Поздрав и секој. Чао. Поздрав, убава вечер Чао, на сите. чао. Поздрав. Убава вечер.